Постапките на бугарската полиција на 18 и 25 април недвосмислено покажа дека Софија продолжува со дискриминација кон македонците и ги нарушува добрососедските односи, е заклучокот на заедничката пресконференција на делегацијата на Сојузот на Сдруженијата на македонците од Егејскиот дел на Македонија, Светскиот македонски конгрес и екипата на телевизија Сонце за забраната да присуствуваат на одбележувањето на 95 годишнината од смртта на Јане Сандански. Исто така од Сдруженијата беше наведено дека визната либерализација која требаше да ја улесни комуникацијата во регионов во насока на обединување на Балканот како дел од Европа не помага во случајот со Бугарија и незината гранична непропустливост за македонските граѓани. Веднаш по пристигнувањето на бугарската граница очигледно беше дека тие не очекуваат се спремни за нас. Без да ни земат пасошите да одиме во киоскот каде нормално се проверуваат пасошите, човек не чекаше полицаец, не ги зеде пасошите и веднаш влезе кај неговиот командир. По неколку минути излегоја, командирот ги држи пасошите в раци и ни кажува тргнете го возилото настрана, сега ќе ви мораме да направиме рутинска контрола. Ние прашаме во што е проблемот, ќе ви кажеме. После едно пола час излегува и да прашува дали имаме медицинско осигурување. Ние кажуваме немаме, но ако треба ќе го купиме, дали има тука негде кај се продава. Па тука има негде една агенција веднаш до граничната контрола каде што може да се купи. Одиме таму, прашуваме, ни кажуваат жалиме, меѓутоа ни завршија осигураните бонови таму, осигурителните бонови и не може да се купи. Добро, кој е после другиот проблем? Другиот проблем, немаме покана. Им кажуваме, дали може наш човек од Сандански да дојде, еден од активисти на Наумо и Линденпирин, да не покани лично тука. Први не рекоа може, после 10 минути дојде и рекоа, не може, тоа треба да е официјална покана, издадена од општината во Сандански, после оверена на нотар и што ти ја знам. Тоа и понатаму чекаме, после отприлика околу 2-2,5 часа, ни дадоја вакви листија на кои се напишани причините за кои, може потоа да го видите, причините за кои сме вратени, значи тука пишува причина е немање на медицинско осигурување, хотелски ваучери и покана. Исто во нашите пасоши, како што спомна господин Петров, јас сум американски државјанин, исто и во мојот пасош ставија печат со крст и буквата Е, која наведува тука во формата дека немаме тие наведени работи. Ништо, и потоа ние му кажуваме дали може да останеме тука, да дојдат луѓе активисти наши да ги почекаме, да се видиме. Не може веднаш да ја напуштиме територијата. И ние веднаш моравме да напуштиме. Јас го користам оваа прилика да спомнам дека и да кажам што се случи со Сдруженијето на организациите на етничките македонци протерани од Грција. Тоа е Сдружение од Битола, водено од господинот Никола Костурски. Тие следниот ден, значи во неделата на Сабајле, исто пробале да влезат, знаеле дека може да имат проблеми и имале медицинско осигурање. И кога ги прашале граничарите каде одите, им кажале дека одат на шопинг во Благоевград. Им рекле морате да имате покана. На нивното кажување, не ни треба покана, ние одиме на шопинг, се враќаме истиот ден. Не, мора да имате покана, исто и нив ги вратија. Мислам, ова е навистина неверојатна работа. Бугарија очигледно се враќа на своите тоталитарни методи и сака да ги спречи македонците да одат да се среќават во Македонија, во Пиринска Македонија. И ова е начуено. Се разбира и ние ќе праќаме протести, веќе се жалевме до организацијата на Меѓународна организација на новинари и се надаваме дека тие позитивно ќе одговорат со протест до бугарската влада. Ја отфрламе изјавата на Бугарското министерство за надворешни работи дека не станува збор за дискриминација од политички побуди, туку за наводно непоседување потребни документи за влез во Бугарија.
Очекувавме дека со членството во Европската Унија Бугарија ги надраснала минатото и предрасудите, но за жал незината антимакедонска политика потврдува дека доволно не пораснала за демократските вредности во Сојузот на државите каде што членува. Од македонската влада бараме во вакви случаи секогаш да применува реципроцитетни мерки и да вложува остар протест пред Европската Унија и бугарската влада и Министерство за надворешни работи заради заштита на граѓанските права на македонските државјани оневозможени во слободата на движењето со понижувачки мерки. Ако Софија од Спаска Митрова направи меѓународен скандал, македонската влада на вакви случаи не треба да се оглушува. Значи, тоа беше буквално смислено дека ние воопшто нема да поминиме. Значи, кога никој не помина, знаевме дека ние нема да поминиме. Моето барање е да се врати со иста мерка. Значи, како тие не третираат, како камермани, сниматели, новинари, така и нашите да ги третираат нивните овде. Ние сме секогаш, значи, дискриминирани. За ние да поминиме, да снимиме некој настан или било како, ни требаат еден куп документи, процедури и така натаму. Зошто? Дали сме ние помалцелни, дали ние сме демократи, не сме ние луѓе. Значи, моето барање е до сите медиуми и до владата на Република Македонија, значи, исти третмани да имаат бугарските медиуми, како нашите медиуми во Бугарија. Ова ми е прв пат да не ми дозволат да влезам, не само мене се разбира. Заклучувам дека некои по-силни, по-лоши ветрови во Бугарија дуваат. Ако на нашите другари им барале осигурувани така натаму, кај нас тоа не се случи. Нам влеговме, не вратија заради тоа што минибусот, една буква не можеле да прочитат, ама откако извршиле проверки, и заради тоа минибусот може да се врати и ние може да одиме. Меѓутоа, пешки не можеш од граница да одиш. Се вратиме на наша граница, ја замоливме нашата полиција, изврши проверка на исправноста на возилото и нашата полиција најде дека е сосема исправно. Во крајен случај, ако не беше, немаше и нашите да не пуштат со неисправно. Значи, ние последниве 20 на години слушаме зборови само демократија, човекови права, Европа без граници, и сега сме сведоци де факто дека тоа не функционира, посебно во двете наши соседни земји членки на Европската Унија. И навистина нема што тука да се каже. Мислам дека кога се повторува нешто што нема функција во реалноста, мислам дека Европа без граници не може да функционира. Освен тоа што нема демократски права и што се забранува културна комуникација, се прекршува еден основен Божји закон, сакај го својот ближен како себе си и не пожелува ништо што е туѓо. Значи, мене како на човек, како суштество и како македонец, ми се забранува да учествувам на културен настан кај моите роднини и пријатели во Република Бугарија, во Пиринска Македонија, културно да комуницираме. Се испраќа, значи, порака, не пушта да одиме да пееме, да се дружиме, да го славиме Бога, значи треба да дојдеме на некој друг начин. Дали некој културен и образовен работник од Бугарија е воопшто вратен на границата со Република Македонија. Не може еднонасочно да тече комуникацијата. Не може ние да бидеме помалку луѓе од нашите соседни земји. И најнакрај уште еден Божји закон не се почитува, правото на идентитет, се кршат сите конвенции на Обединети нации за слободна културна размена и за правото на изразување, на верско, религиско и национално. Суштински тие не признаваат дека постојат македонци, не ни дозволуваат да учествуваме како македонци од Република Македонија на македонска прослава во Бугарија, и целата таа приказна за Европска Унија, за Европа без граници, паѓа затоа што на Балканот, кон границите на двете соседни наши земји кои се членки на Европската Унија, има дебели ѕидови, многу подебели од Берлинскиот. И прашање е кој треба и кога ќе се урнат.